Координатор на најголемата пратеничка група во собранието, на почетокот на седницата за пратенички прашања, сакам да информирам македонската јавност и да го најавам театарот што го подготвува власта денес на седница за поставување на пратенички прашања. Имено власта денес преку смислено сценарија ќе се обиде да избега како ѓавол од темјан од нашите прашања и како ќе го направат тоа. Еве вака, седнале и смислиле како да се спасат денес овие од влада и го смислиле следниот начин да на почетокот на седницата, во делот на образложение на писмените пратенички прашања, ставаат не околу, туку 56 пратенички прашања, од кои што 49 од прашањата се на власта, 7 се само на опозицијата. И на почеток да кажам дека ова е деловнички. Меѓутоа, власта преку своите пратеници сака да ја одолговлекува седницата и поставувањето на вистинските прашања од опозицијските пратеници да го ускрати. Накратко кажано, сами на себе ќе си поставуваат нарачани прашања, односно власта прашува, власта одговара. За нас ова не е ништо ново. Власта бега од одговори и дебата, по кој знае кој пат, бега од интерпелации, бега од информации кои што ги поднесуваме, бега од пленарни седници, бега од комисии, а еве денес бега и од институтот пратенички прашања. Колеги пратеници од мнозинството, почитуван премиер, представници од владата, свесни сме што се обидувате да направите денес, свесни сме дека сакате да избегате од одговори на за вас многу непријатни и тешки теми, свесни сме дека сакате да се спасите и да не одговорите на сите прашања на граѓаните за скандалите кои што ги поставуваме овие денови, ама и свесни сме дека и вие сте свесни дека од ова нема бегање. Кога тогаш ќе мора да дадете одговори и кога тогаш ќе мора да има одговорност. Сакам да ви уверам и вас и целата македонска јавност дека нема да ви успее ова што го правите, нема да избегате од одговорите, нема да успеете да не замолчите и нема да успеете да не спречите да ги обелодениме и да прашуваме за сите скандали и криминали кои што ги имате. Затоа најавувам и ви препорачувам и ви порачувам од оваа говорница, терајте си го сценариото со одолговлекување до крај на писмените пратенички прашања поставени од власта на власта, а ние ќе бидеме тука и ќе влеземе во сала кога ќе дојде ред за поставување на вистинските и за вас многу непријатни и незгодни прашања. Верувајте, ќе бидеме тука и ќе ви поставиме прашања за да види и слушне целата македонска јавност како овде црвенеете и немате што да одговорите. Затоа што Собранието и Институтот пратенички прашања го направивте како локална канцеларија